Време за нашата утринска тема, со оглед на тоа што овој викенд не очекува 20 ноември. 20 ноември е светскиот ден на детето, ден кој што е посветен на сите деца во светот, бидејќи навистина често велиме сите сме еднакви, па така тоа важи и за детската популација. Меѓутоа, колку децата, колку адолесцентите генерално се соочуваат со стресни секојдневие и со низа на проблеми кои што знаат да се одразат врз нивниот психофизички развој, тоа е всушност и нашата тема за која што сакаме малку подетално да позборуваме во продолжение. Со оглед на тоа што имавме криза односно пандемија со коронавирусот, која што полека стивнува, но за жал не дека е целосно исклучена. Секако децата и зборувам средношколците, адолесцентите живеа денови кога беа затворени, изолирани во карантини и така натака, има ограничено движење и слично, а изминатиот период, особено во Скопје, голем дел од средношколците се соочуваат со секојдневни стресови за лажни дојави на бомби. Сето ова веројатно ќе влијае многу и последиците можеби допрва ќе ги почувствуваат и тие, но сепак и нивните родители. Иницирани од тоа дека децата треба да ги уживаат целосно правата кои што ги имаат по повод или светскиот ден 20 ноември, денеска го поканивме Фики Гаспар да зборуваме малку повеќе за оваа проблематика, односно за тоа како стресот и ова стресно секојдневие кое што за жал го имаме се повеќе и повеќе, влијае врз психофизичкиот развој кај децата и адолесцентите. Фики, добро утро. Добро утро и благодарам за поканата. Јас споменав бројни теми како причинители за стрес. Реагираат подеднакво стресно и возрастните, меѓутоа не се исклучени, се разбира, и адолесцентите, па дури и оние најмалите, за кои што многу често луѓето знаат да кажат па тие се малечки или деца кои што одат во градинка и немаат така проблеми, меѓутоа сето тоа знае да се одрази и врз нивното однесување. Ајде малку да го прокоментираме овој 20 ноември кој што ни предстои. Што значи и како се одбележува можеби во светот или кај нас и генерално кои се правата кои што децата треба да ги уживаат и колку реално ги уживаат во Македонија? Така да, 20 ноември ни е светскиот ден на детето и тоа во 1959 година се направи одреден правилник и права кои што децата треба да ги кажавте убаво уживаат, ствари кои тие треба да ги имаат и тие треба да бидат загарантирани од секоја држава со оглед на тоа што тоа беше на светско ниво и одредена конвенција после 30 години која што исто така ги дефинираше поубаво некои работи во однос на тоа, се со цел да на глобално ниво се задржат тие права и секој дете да има некој си вид на еднаквост во однос на тоа што треба да добие како непрекинато образование, непрекинато здравство, но тие се повеќе правни аспекти, не би зборувал за нив, така да целта е да се задржа таа психофизичка состојба и здравје на самите деца и да тие немаат некои проблеми во текот на развојот и растот, се додека не достигнат да бидат возрастни личности. Да, додека возрастните се преокупирани секојдневно со финансиските, енергетски кризи и така натака, децата и адолесцентите сите си имаат своји проблеми и своји бубачки во главата. Ние го споменавме образованието, меѓутоа да, во образовниот процес изминативе години се случија низа промени, низа реформи, голем дел од наставата се одвиваше и онлайн за време на пандемијата. Колку сето тоа, впрочем, остави последици кај развојот на младите и дали тие последици допрва ги гледаме или можеби за некоја година ќе бидат видливи? Така, во однос на образованието, точно е, ние имавме некој турбулентен период кој што дојде непредвиден со самиот вирус, самата пандемија, така е. И ефектите беа видливи веднаш со тоа што многу од децата и адолесцентите не беа навикнати да се повлечат и да се затворат. Тоа имаше голем ефекти на самите родители или на старатели кои што се дел од тоа семејство, а во исто време имавме и проблематика на институциите кои што не беа навикнати и првпат се соочија со таква проблематика. Значи сите ние бевме во ситуација каде што на некој начин балансиравме и се трудевме да го извадиме, да постигнеме најдоброто во оваа ситуација и ефектите, како што кажав, веднаш беа видливи со тоа што најударно беше таа ментална хигиена што ја зборуваме ние психолозите или тоа психичко здравје, психолошките проблеми
доста се зачестија и дојдоа до израз. Имаше ли се повеќе семејства кои што доаѓаа со дечиња, еве конкретно и кај вас и можеби кај твоите пријатели, соработници кои што работите истата оваа проблематика? Дали, сакам да кажам, родителите свесно реагира за состојбата со која што се соочуваат и тие, меѓутоа и нивните деца, знаејќи дека последиците допрва доаѓаат? Да, родителите се сретнаа со многу проблематики кои што прв пат се среќаваат и не знаеа каде да се обратат и нормално, нели, преку матичниот лекар беа испратени кај психолози и психијатри кои што исто така, нели, реагираат. Моите колеги психолозите, по разговор со нив ќе видите дека тој период исклучително после тие 2 до 3 месеци од кога се пуштивме сите во некој си нормален тек што требаше да биде по самото затварање, веднаш се соочивме со тие првите проблеми од, нели, социјална затвореност, каде што бевме дома, изолираност, немавме дружење со другарчиња, немавме дружење со врсници, се тоа се претвори онлайн, иако децата до некаде и се навикнати да комуницираат онлайн, но ова беше буквално пресечено и како влијаеше на нивната состојба и се пројавија многу проблематики кои што често не ги гледаме кај децата, а и тие кои што имаат некој предуслов за одредени психички состојби дојдоа до израз, состоја влошија ситуацијата и статистиката на одредените проблематики, како и на психичка патологија, се појави со што психијатрите имаа многу повеќе работа. За жал и ние психолозите имавме повеќе работа и повеќе се насочивме и кон одредена превенција на како тоа да го покрај тоа што ги менеджираме штетите, како да направиме да не доаѓа до израз, затоа што наеднаш имавте излив, нели, на тие статистички на поголем број на деца и возрастни кои што се среќаваа со тие проблематики, а најинтересно беше што често очекуваме, нели, тие што не се во оваа бранша очекуваат дека помалите не разбираат што се случува, а испадна дека и како се свесни и тие што не се свесни чувствуваат некој страв само за тоа што ги гледаат своите родители дека се во состојба каде што... Знаат ли фики малите дечиња да изразат начин не на незадоволство, туку еве на последиците кои што, нели, се резултат од целата оваа ситуација, како тие ги изразуваат? Со оглед на тоа што емоционалната регулација кај нив е малку потешка, нели, не може толку да си ги разберат емоциите, се уште учат кои се емоциите, учат кои емоции се добри и се нормални. Сега, зборуваме за деца кои што, нели, појдоа во градинка, па виднаш градинките престанаа да работат, па седеат дома, па после некој време пак, кога профункционираа ќе појдат, па пак ги вратија дома и така натака. Значи, тоа се дечиња кои што, нели, во икот на короната, нели, сепак биле малечки. Да. Меѓутоа, како тие да знаат тоа да го изразат? Значи, фрустрацијата се виде веднаш кај нив. Со тоа се видоа и, нели, тие последици каде што се гледаше, нели, од емоционален аспект дека не регулираат, стресот се појави, стресот влијае на централниот нервен систем, значи многу работи се променија и влијае негативно, за жал. Последиците ние сепак ги имаме, иако поминаа 2,5 години, да кажем, од прилика од тоа првиот шок и првото затварање, но веќе можеме да кажеме дека полека се навикнуваме на како да се справуваме, а и самите кај нас клиенти, уствари самите деца и адолесценти веќе се навикнати на таа ситуација или флексибилни се во однос на тоа. Сега имаме онлайн настава, па после физичко присуство, така да они се навикнаа. Спомнавте за интересна работа е новите ситуации кои што и новите проблематики, кои ситуацијата со бомбите, кое што е исто и за нив нова. Еве тоа сакав конкретно да го прокоментираме, значи можеби повеќе од месец дена голем дел од средношколците се соочуваат со секојдневен стрес, ќе појдат, нели, во училиште во рамки на една нормална настава и, нели, наеднаш полиција, кучиња и така натаму, нели, кои што работат на некаков случај, а, нели, нималку не е за занемарување дојава за бомба. Тоа некако за жал премина во секојдневие со оглед на бројните дојави за бомби, меѓутоа како адолесцентите, како сето тоа ќе се одрази психофизички кај адолесцентите? Прво да кажеме дека училиштето, вториот дом е место кое што треба да биде сигурно. Да. Сега вие кога Па и децата и адолесцентите гледаат сигурност, нели, во тој простор. Вие кога ќе земете едно место кое што е сигурно за личноста, во овој случај за децата, па и за возрастните што работат таму, и ќе го претворите во живото загрозувачко
опасна средина, веднаш имате реакции. Првите реакции се тие класичните реакции на анксиозноста, на паничните напади. Тоа е нормално, ствари затоа се вика нели и панична состојба. И децата тоа прилично добро го примаат на самиот старт. Но ефектите од такви работи следуваат потоа. Значи потоа ни доаѓа тоа, тие анксиозни состојби каде што сме вознемирени, не знаеме зошто сме вознемирени, децата не можат да спијат убаво, се будат често, не знаат зошто се случува. Никој одбива да одат во училиште? Секако одбива да одат во училиште. Овде имаме нели компензации у контекст на логика, па зошто да одам и денес ке не, само што ќе стигнем до училиште ќе се јават, ќе не евакуираат, ќе излеземе. Зошто би го правил тоа? Од друга страна, па имате родители, нормално се грижат и се плашат и се размислуваат дали уопште да ги пратат своите деца со оглед на тоа што се случува. Па само што ќе се смири ситуацијата и ќе направите некоја си нормална средина, децата ќе се пресмират, ќе почувствуваат дека окей, сега е решен проблемот, можеме полека да видиме кои се ефектите, веднаш имате за жал нова дојава. И тоа уште повеќе го Освен еве паничните и анксиозни напади, Фики, може ли, ако продолжи ова, не дај Боже, нели, во иднина, да зборуваме за посериозни последици врз психофизичкиот развој кај младите? Да, менталната хигиена дефинитивно е под влијание, негативно влијание од сите овие состојби, а најголем удар ќе бидат атипичниот развој, децата со атипичен развој и децата кои што за жал имаат некои предиспозиции да развијат некоја невроза, некое расстройство, некоја психичка патологија врзана за оваа проблематика. Тоа го прави стресот секогаш, дали сте дете, возрастен адолесцент, стресот влијае секогаш така и ние треба да најдеме начин како да го изменаџираме тоа со најпрво со нели некоја превенција на самиот тој стрес, а после тоа и со ублажување на негативните ефекти од тој самиот стрес. Како би ги ублажиле? Тоа се работи психолошки со одредени методи, значи се гледа до кој степен е направен стресот, влијанието колку ни е штетно, се прави профил на личноста, врз основа на тој профил доколку манифестира одредени симптоми таа личност, се прави план и програма. Кај секој клиент, кај секој пациент, тоа е индивидуална проблематика. Добра, претпоставувам дека советот и од тебе и од нас како екипа би било дека ќе треба средношколците кои што го преживуваат целиот овој процес да појдат сепак, барем ако ништо друго кај училишните психолози кои што ги има во секое училиште. Советуваш да се работи на тоа поле, да малку подетално се преземе работата? Видите, голем број на деца се опфатени ова, не само тие деца кои што се случуваат тие евакуации, тие закани за бомби, туку сите деца кои што следат и се свесни и во другите градови се свесни за ситуацијата и кај нив влијае тоа индиректно, али јас би кажал дека одбранбени механизми ние како личности имаме сите и компензаторски механизми кои што не мора да значи дека имате потреба да посетите нели стручна помош, самата личност може да до некаде ги ублажи овие последици, но доколку се пројави проблем врзана за ситуацијата, дефинитивно треба да се посети психолошката служба, да се разговара со менеджментот на училиштето и тие доколку можат сами го решаваат проблемот, доколку сепак се работи за нешто кое што е поврзано за нели целокупното здравје и менталната хигиена, го препраќаат таа личност, тоа дете во одредена установа, дали тоа ќе биде приватна здравствена установа или јавна здравствена установа, независно каде што може да се направат тие профили на личноста, да се направи проценка за состојбата и доколку сепак има потреба да се даде и план и програма за како да се сработи тоа. Во најлоша ситуација се даваат медикаменти, тоа го прават психијатрите. Доколку не се работи за таква симптоматизација, пошто обично нели не се работи овде за психичка патологија, туку за психолошко наметнат проблем, имате најчесто советување, а се прават и некои одредени методи кои што ја облажуваат самата состојба врзана за самата проблематика. Тоа е индивидуален план и програма кој што секој професионалец го изготвува кога ќе го види потенцијалниот негов клиент. И доколку има потреба го насочува и кај други колеги кои што се од сродните бранши, зборуваме за типичен развој. Веќе кога имаме атипичен развој на деца или дете кое што веќе има некоја диагностика или има некоја проблематика, тогаш ова малку ги усложнува проблемите, но сепак врзано за појдовната точка од која што нели вие ја помагате и лекувате, давате дополнителни методи како да се
да се реши проблематиката, генерално индивидуална работа, така да зависи од психологот и психијатрот што го Да, и од целата состојба. Фики, не знам колку низ годиниве, односно дали може би изминатиот период со оглед на актуелноста на состојбата, се јавуваат средношколци, бараат родителите сами, сакам да кажам дали тие самите иницираат средба со психолози со оглед на стресното секојдневие кое што го имаат младите? Од наше искуство Претпоставувам дека свесноста кај граѓаните е на повисоко ниво, дека не е веќе толку многу табу тема да се оди, особено пак е младите. Меѓутоа, еве, не знам, твоето искуство што говори? Во последните 6 години е свесноста доста повисока за разлика од пред тоа. Имајте во предвид дека во оваа ситуација, барем од наше искуство, околу 95% од клиентите што доаѓаат по иницијатива на родителите. Значи, они гледаат дека се работи за некој проблем, за некоја проблематика, пробале да го решат сами, тоа е секогаш првото решение, што е и нормално, значи они пробуваат сами да го средат, но кога не можат, веќе тогаш бараат поддршка. Најпрво почнува со тоа што разговараат со училиштето или со матичниот лекар, тој ги насочува каде е најсоодветно да се упатат и со кој да разговараат и така доаѓаат до кај нас каде што ние ги изготвуваме сите тие механизми, ги препраќаме доколку има потреба на друго соодветно место, се прави целосна проценка и се работи и многу е позитивно со овие работи, барем во наше искуство, да не кажам 100% не постои, но најголем процент, 98% се решава доколку не се работи за психичка патологија која што и таа се одржува и да биде личноста функционална и да си има еден квалитет на ако се посветите и ако имате ресурси да го решите тоа, многу лесно се надминуваат некои проблематики со оглед на тоа што 21 век можеме и имаме начин како да ги подобриме и како да ги средиме одредени работи. Вики, ти благодарам за овој разговор и за убавите совети упатени до нашите гледачи. Заеднички на овој начин и со овие совети го одбележуваме ние како екипа 20 ноември, денот на детето. Не заборавате дека сите деца имаат своите права кои што ги имаат, меѓутоа треба и истите навистина да ги уживаат, така што дозволете им го тоа. Да ги сакаме сите деца на светот, и оние со типичен и оние со атипичен развој, бидејќи навистина сите сме подеднакво важни на ова поднебје.